Господин градоначалник, Фотоглас, Сдруженијето на граѓани, каже дека во водата во Гевгелија е откриен арсен. Сигурно не открие топла вода. Арсенот како елемент во водата во Гевгелија не од Турска, од времето на Александар го има, од времето на постоењето на Кожув планина. Се работи само за нивото на концентрација која што го има моментално. Овие води кои што моментално се испумпуваат од Моинското бунарско подрачје, ја има таа концентрација помеѓу 10 и 17 микрограма на литар, зависно од периодот во годината, зависно од обилноста и на дождови, на снегови, зависи од нивото кое е на водостојот во бунарите. И кога била многу пати експлоатирана е темата, кога била максималната дозволена концентрација на арсен во водата 50 микрограма, ова вода била идеална. Но со промените кои што ги прави Светска здравствена организација, некаде 2000 година, нивото на максимално дозволената количина на арсен во водата ја симнува горната граница да биде 10 микрограма на литар. Че тоа не е нешто ново што излега од 2012-2013 година или пред некој ден 2014. Ние уште при сугестиите кои што ги добивме од Институтот за јавно здравје ги исклучивме двата бунара на Моинското бунарско подрачје кои што имаат најголема концентрација на арсен, кои што се движат меѓу 13 до 15-16 и тие се во употреба ставени. Моментално се меша водата од Вардарското бунарско подрачје со бунарот од Моинското бунарско подрачје, но тоа не е решение и затоа се нафативме на изнаоѓање решение. Многу поодамна, не од пред 2 дена, значи прво баравме студија за искористување на водите од Црвениското водно подрачје, за тоа и се работи и основен проект, но сугестиите ни се од проектантот дека овој проект ќе чини многу пари, значи над 8 милиони евра. Во варијанта беше размислување за филтер станица за деарсенизација, но и тука се многу пари во прашање, затоа што прво треба над милион евра да инвестирате во филтер станица, а после тоа секоја година имате дополнителни трошоци плюс. Ја разгледавме и варијантата која што во моментот се работи, значи тоа заедно со Комитетот за здравје при владата на Република Македонија, како варијанта која што најмногу одговара да се искористи бунарското подрачје покрај Вардар. Значи тоа е вода што според пиезометрите кои веќе се направени од нив испитувањето на вода што е направена, ги задоволува сите критериуми за хемиската анализа на водата, за да имаме квалитетна вода за пиење. Тендерот е распишан уште ноември месец минатата година. Еве денес тука сме сведоци, дупчалката е за да го направи испитувачкиот експлоатационен бунар. Се надеваме дека, веруваме дека ќе има доволно капацитет на вода за комплетно да можеме да ги задоволиме потребите на гевгеличани и да обезбедиме здрава, квалитетна вода за пиење. Со Министерството за транспорт и врски веќе е договорено од првата фаза на кредитната линија на КФ банката за водоснабдување, преостанатите средства нераспределени на Гевгелија да и се доделат од таа линија 1 милион евра како најуспешна општина во реализација на првата фаза од проектот за водоснабдување и во текот на оваа година. Пошто овој проект ќе ни биде готов веќе за неколку дена, ние ќе аплицираме и во текот на 2014 година ќе биде комплетно решено прашањето со квалитетна и здрава вода за пиење. Се прават ли редовни контроли на квалитетот на водата за пиење? Да, тоа е обврска. Секој месец се прави бактериолошката анализа, гледаме да ја правиме и хемиската анализа редовно, за да знаеме кои се концентрациите на сите елементи во водата. Бактериолошките анализи кажуваат дека хигиенски водата е исправна, здравствено исправна и така ќе продолжиме во следниот период. Согласувате ли со Фотоглас дека е голем бројот на малините заболувања? Не верувам дека ни тие, ние сме стручни за тоа да го објасниме. За жал, може многу шпекулации да има околу тоа и мислам дека е срамно да си подигруваме со здравјето на луѓето, со нивните емоции околу здравјето, затоа што за жал има и граѓани кои што се оболени и да правиме шпекулации кои се причините за тоа, мислам дека не е честно. Не сакам да преюдицирам, меѓутоа Република Хрватска е членка на Европската унија.
Како оди тама примената на овој препорака? Сакавме да ги разгледаме нели околните соседните земји, затоа што сепак се работи за масиви кои што се блиски до нас, планински водни подрачја. Интересно е што Хрватска од минатата година од 1 јули стана членка на Европската унија, но ја одложила примената на директивата за водата за 10 микрограма на литар за 2015 година. Значи, кој да каже дека ово прашање може да го реши преку ноќ, ќе ве излаже. За ова прашање треба прво да направите проект, да видите со што располагате, да одберете решение и да го реализирате решението. А тоа не се прави за 2 дена. А јас пак ќе спомнам, ние се зафативме за да го решиме проблемот уште поодамна, 2009-2010 година, кога обезбедивме прво идејна студија за водоснабдување, за ново водоснабдување за Гевгелија, затоа што сакавме уште од тогаш да најдеме решение за овој наметнат проблем со нели новиот правилник за максимално дозволената концентрација на арсен во водата. Дали вие како градоначалник, дали председателот на Советот, дали председателот на општинскиот совет, началникот на секторот за урбанизам пијат вода од водоводот или флаширано? Од водоводот. Фала Богу. И сакам тука уште нешто да дополнам. Значи, бунарското подрачје Моин се експлоатира од 1982 година. И до 2000 година луѓето пие и се фалевме со нашата вода дека од подкожув планини дека е квалитетна. Не се работи за концентрации дополнително зголемена концентрации на арсен во водата сега во однос на тоа што било порано. Значи се работи за комплетно истата вода, само што се сменети максимално дозволените концентрации.